Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Вилковска. Кандидатите број 2 на изборното ливче вечерва на дуел. Во ударен ТВ термин ќе дебатираат актуелниот подпредседател Џо Бајден и републиканскиот предизвикувач Пол Рајан. Следат вестите. Американската предизборна кампања вечерва достигнува втор важен момент. Подпредседателот Џо Бајден и неговиот републикански предизвикувач, конгресменот Пол Рајан, се среќаваат на единствената планирана дебата меѓу нив. Настанот ќе биде пренесуван на националната телевизија. Ќе се одржи во мал коледж во сојузната држава Кентаки, а доаѓа во време кога републиканскиот председателски кандидат Мит Ромни води во анкетите по впечатливиот учинок на минатонеделната ТВ дебата против председателот Барак Обама. Во меѓувреме, председателските кандидати Барак Обама и Мит Ромни продолжуваат со кампањата. Обама ќе има обраќање во Флорида, а Ромни ќе мине уште еден ден во Охајо пред да замине за Вирџинија. Овие три држави заедно имаат 60 изборни гласови од вкупно 270, колку што се потребни да се освои Белата куќа на изборите во ноември. Кина остро реагираше на високите тарифи што САД ги воведоа за соларните плочи од кинеско производство, велејќи дека тоа е нечесна трговска препрека што би можела да создаде конфликт меѓу двете најголеми светски економии. Американскиот оддел за трговија вчера ги потврди тарифите поради, како што наведува, несоодветната поддршка на владата во Пекинг за кинеските компании од оваа индустрија. Кинеското министерство за трговија ги повика САД да ги отповикаат тарифите, бидејќи, како што тврди, Америка испраќа негативен сигнал до светот што поттикнува глобален трговски протекционизам. Според нов извештај на истражувачката компанија Гартнер, кинескиот производител Lenovo со седиште во Пекинг го надминал американскиот Hewlett Packard како најголем производител на персонални компјутери во светот. Сепак и обете компании за третиот квартал од годинава регистрирале нагло опаѓање на глобалната продажба, главно заради зголемениот интерес за таблет компјутерите и паметните телефони. Кинескиот писател Мо Јан ја доби Нобеловата награда за литература. Нобеловиот комитет ја опишува неговата работа како спој на народни приказни, историја и современост со халуцинирачки реализам. Американската антидопинг агенција соопшти дека велосипедскиот тим предводен од 7-кратниот добитник на Тур де Франс, Ленс Армстронг, бил вклучен во софистицирана допинг програма. Објавувајќи детали за скандалот, агенцијата оцени дека се работи за најсложен и најуспешен допинг досега. Агенцијата му ги одзеде титулите на Армстронг од победите на Тур де Франс и во среда го објави извештајот од над 1000 страници докази и сведочења од 26 лица, вклучувајќи поранешни членови од тимот на Армстронг и други велосипедисти. Пред само 10 години оперативниот зафат за губење на вишок од килограми беше новитет и можна малку се знаеше за долгорочните ефекти на стеснувањето на дигестивните органи. Нова студија се обидува да одговори на прашањето дали пациентите може да ја одржат саканата тежина и дали постои ризик од компликации. Ова е Џоди Стаблер пред операцијата. Ова е Џоди денес. Слабењето ми помогна да стекнам огромна самодоверба. Полесна за 54 килограми, веќе нема диабетес 2 со нормален крвен притисок и холестерол. Доктор Тед Адамс од катедрата за медицина на Универзитетот на Јута раководел со истражувањето што опфатило 1000 прекумерно дебели пациенти во две групи. Оние во првата го избрале најчестиот вид на гастрична бајпас операција, наречена Руенвај. Оние во втората не се оперирале. Хирургот прави рез на врвот на желудникот, со тоа создавајќи мал џеп со големина на орев. Храната го заобиколува по големиот дел на желудникот и влегува директно во средниот дел на тенкото црево. По процедурата пациентите јадат помалку и губат килограми, но не беше познато дали губитокот, а со него и користа по здравјето се одржливи. Речиси 80% од пациентите од првата група со гастритична бајпас операција по 6 години го одржаа значителниот губиток на килограм. Истовремено им се намалил и ризикот од срцев и мозочен удар, а крвниот притисок, холестеролот и типот 2 диабетес се вратили на нормални нивоа. Сепак, позитивните ефекти имаат своја цена. Пациентите мора да се придржуваат до драстичната промена во количината на внесена храна и физичката активност. Бидејќи и натаму има многу неодговорени прашања за гастричниот бајпас, Адамс планира ново истражување, овој пат 10 години по оперативниот зафат. Сегашното е објавено во журналот на Американското медицинско здружение.
Сезоната на ноќта на вештерките е задаголот. Празникот влече корени од древна паганска Европа, но во Сад прирасна во индустрија вредна 6,5 милиарди долари, главна од продажба на бомбони и костоми. За искуство од прва рака ве носиме во така наречена проколната куќа во Хјустон. Има нешто во човековата психологија што прави ем да се плаши, ем да го привлекува страшното непознатото. Веќе 26 години поред, за сезоната на ноќ на вештерките, луѓето ја посетуваат оваа проколната куќа, Scream World или Светот на крикот, во Хјустон и плаќаат солидни пари, за да им се крене косата на главата. Многу страшно. Собственикот Джим Фетерли го дизајнирал секој дел од атракцијата. Доколку успеете да начекате некого неподготвен, може добро да го исплашите, а луѓето тоа и го сакаат. Покрај механичките направи, за стравот и ужасот во Scream World се задолжени десетина актери, престорени во зомби, манијаци, чудовишта. Трансформацијата е неверојатна. Актерот Тристан Болдвин вели дека ангажманот му помогнал да добие улоги во хорор филмови. Толкувам лик секоја вечер и тоа ми помога во кариерата. Кога барам улоги, да кажам дека сум играл зомби цели 5 години. Scream World е отворен неполни 2 месеца годишно, но собственикот Фетерли не се жали. Лудо е, ја базирате живеачката на заработувачката од само 6 недели. Бизнис во кој заработувате, плашејки ги другите. Утре во Newsflash забава и земјоделство, како функционираат пченкарните лавиринти. Не пропуштајте утрешната емисија. Сезоната на жнеење нуди многу повеќе од собирање на земјоделските култури. За пченкарните лавиринти во Сад гледајте во утрешниот Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од Сад и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.